Благодарам почитувана председателке на Комисијата за финансирање и буџет, почитуван заменик министер за финансии, почитувани колешки и колеги пратеници. Предлог буџет на Република Македонија за 2026 година, втор ден комисијска расправа по однос на најважното прашање, а тоа е буџетот на Република Македонија. Во овој случај за 2026 година не е на одмет на самиот почеток да дадеме една дефиниција. Уште една што представува буџетот. Буџетот ни представува документ или годишен план за функционирање на фискалниот систем на државата. Во овој документ се имплементирани сите политики на извршната власт. Од една страна се врши проектирање на приходите, од друга страна распределба на расходите, а основната база почитувани се општествените потреби и следствено на тоа испораката на јавни добра и услуги од страна на јавниот сектор. Како резултат на ова, преку реализацијата на програми и цели, се создаваат и креираат подобри услови за живот на граѓаните на Република Македонија. Во своето експозе вчера, од оваа говорница, Министерката за финансии зборуваше за реален и развоен буџет, за конзистентност, за постепена фискална консолидација, во исто време лоцирајќи дека развојот во Република Македонија го движи растот на градежништвото и секако домашната побарувачка. За 2026 година, како основен економски индикатор, се предвидува раст на бруто домашниот производ од 3,8%, и тоа оди визави она што го кажа колегата Стојановски, дека во неколку квартали, мислам дека беше во 4 последователни квартали, имаме раст од 3%. Значи, предвидената стапка на раст не е случајна. Така, следува на вразоснова на растот во неколку квартали над 3%. За 2025 година, во првиот квартал имаме 3% раст на GDP, во вториот квартал 3,4, односно за првото полугодие средна вредност е 3,2. Вториот, исто така исклучително важен економски индикатор е стапката на инфлација, која што за 2026 година е детерминирана на 2,5%, како резултат на рамнотежата во делот на цените на прехранбените продукти, односно цените на храната, од една страна и од друга страна цените на енергенсите. Што значи сето ова? Ова значи дека имаме континуиран економски раст, дека имаме стабилизирање на инфлацијата, добро менаџирање на јавните пари, решавање на проблемите на граѓаните, односно креирање на буџет кој што треба да биде ставен во функција на решавање на проблемите на граѓаните во Република Македонија. Главните двигатели несомнено ќе бидат зголемената економска активност кај градежништвото и порастот на приватната потрошувачка. Има еден податок кој што е проектираниот раст на бруто инвестициите за 2026 година е 8,4%, пред се и над се како инфраструктурни проекти. За мене, повторувам, и тоа секој пат ќе го потенцирам, дека најважни се приватниот сектор, односно растот кај индустријското производство и секако услужниот сектор. Стапката на невработеност во неколку наврати се спомна и од колегите овде, колешките, за 2025 се предвидува 11,5, а веќе предвидувањата за 2026 година се 10,1%. Секако платите и пензиите ќе растат, кај платите растот на просечната нето плата е предвиден да изнесува 6,5% визави растот на продуктивноста и секако растот на вработеноста. Оние бројки кои што треба да се кажат и секој пат на почетокот се
Главните кои што детерминираат за каков буџет станува збор се наплатата на приходите, односно приходната страна, која што изнесува 374 милиарди и 935 милиони денари, расходната страна изнесува 414 милиарди 175 милиони денари, а буџетскиот дефицит, кога ќе се пресметаат бројките, е 39 милиарди и 239 милиони денари, односно буџетскиот дефицит е поставен на 3,5% од бруто домашниот производ, што значи намалување од некаде 5,1 во однос на 2025 година. Би сакал сега неколку збора да кажам околу очекуваниот резултат, да дадам едно свое видување, да не ја оптоварувам дебатата. Посакуваниот резултат секој пат кога се проектира еден буџет е да се детерминираат политики и мерки кои ќе овозможат подобар живот на секој поединец во Република Македонија. И затоа кога разговараме за буџетот треба да го имаме ова, дека се работи за комплексна материја, која што треба позитивните ефекти од имплементацијата на буџетот да допрат до секој еден поединец. Јас би сакал да укажам на 2-3 работи. Првата работа е она што беше кажано и вчера од говорницата, мислам дека и министерката го кажа, секако колегата Стојановски, а мислам и дека некој друг денес го спомна, дека ние веќе имаме со неколкуте последователни стапки на раст повисоки од 3%, мислам дека се креира една база и сакам да ги охрабрам во Министерството и во владата за уште поинтензивни политики во делот на привлекувањето на странските директни инвестиции, меѓутоа и кај домашните инвеститори, значи креирање на сосем поинаков тип на политики со кои ќе се овозможи уште повисок степен на раст на бруто домашниот производ. Тоа значи да се изнајдат такви мерки и активности со кои ќе се овие инвеститори им се дозволи да се инвестира, да работат, да заработат, меѓутоа и да вработуваат. Само на таков начин ќе дојдеме до еден степен, се надевам во некоја блиска иднина, кога ќе можеме да зборуваме суфицит кај буџетот, само со уште повисоки стапки на раст. А сега мислам дека имаме одлична база, бидејќи овие политики што се спроведуваат до сега, дадоа исклучителен резултат. Веќе не зборуваме за стапки на раст од 1,5 или 1,6, зборуваме за стапки на раст оваа година некаде од 3,5, а може би и нешто повисоко. Мислам дека е тоа одлична база за да се продолжи да одиме на уште повисоко ниво во делот на растот на GDP. Уште еден момент, мислам дека некој го спомна денес, може би председателката го кажа на комисијата околу сивата економија, мислам дека и некој друг, мислам дека Лидето, го кажа потенцијалот е некаде, фискалниот потенцијал на сивата или неформалната економија е некаде околу 700 милиони евра годишно. Јас сум сигурен дека ако направиме пресметка, доколку таа неформална економија се стави во формални рамки, дека може би еден дополнителен инпут кај растот на бруто домашниот производ. И на крајот би сакал уште со еден сегмент кој што цело време го потенцирам, дека повисоките стапки на растот на државата е поврзан со развојот на единиците на локалната самоуправа, да го поздравам тоа, затоа што веќе не се само директните финансиски средства од државата за инфраструктурните проекти, гледам дека и расте уделот од делот на данокот на додадена вредност. Сите тие пари визави ова децентрализацијата која што треба да биде, треба да овозможат подобрување на животниот стандард на нашите граѓани. Значи, ова чисто мое размислување, мое видување да се посвети исклучително внимание во наредниот период, затоа што сум убеден дека во изминатиот период владата, Министерството за финансии покажа дека може и текако добро да управува со јавните пари и може да даде свој и текако голем придонес во подобрувањето на живот. На крај, најважната компонента секако е реализацијата на инфраструктурните проекти. Тоа носи раст, тоа носи развој на една држава и тоа значи подобрување на благосостојбата на нашите граѓани. Ви благодарам.